civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден на сите. Се надевам дека и оваа попладне ќе одвоите време да го проследите јавниот настан на Цивил. Може да се нарече со оглед на присуството на нашите гости и како конференција на тема изборни реформи во пресрет на локалните избори, препораките и предизвиците како и што досега сме успеале да постигнеме. На почетокот, пред да започнеме со представување на гостите и на темата поконкретно за која што ќе зборуваме, ќе го поканам претседателот на Цивил Џабир Дерала накратко да ни објасни повеќе за проектот во чии рамки ќе се одржи и денешниот настан. Џабир, повели. Благодарам. Во интерес на времето ќе ја скратам презентацијата која беше предвидена да трае 10 минути, особено затоа што денеска има и еден друг голем настан во главниот град на нашата земја. Би сакал само да ви покажам три примероци од публикацијата Европски перспективи следно ниво. Тоа е проектот во чии рамки се одржува и оваа конференција, може да се каже, со навистина важни, релевантни, уважени гостинки и гости, кои ќе зборуваат за изборите. Овој проект Европски перспективи следно ниво е во соработка и со поддршка, силна поддршка од Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија, наш долгогодишен поддржувач, донатор, а се разбира и неколку збора за самиот проект. Самиот проект обединува најмалку 40 јавни настани, голем дел од нив веќе јавноста можеше да ги проследи, ова е еден од поважните, може да се каже, во оваа сезона. Исто така, ова е проект кој, освен што ги промовира европските перспективи, европските вредности, тоа е и проект кој се залага, се спротивставува на хибридните закани против демократијата. Подеднакво европските вредности за кои ние се залагаме 22 години колку што постои самата организација, е нашата мисија, нашиот повик да се бориме против лажните вести, дезинформациите, говорот на омразата, митовите, заговорите, црната пропаганда и хибридните закани од друг вид кои го подкупуваат одот на Северна Македонија кон Европа. Во таа смисла може да се каже дека тоа се две подеднакво важни компоненти на нашиот проект. Освен 40 и повеќе настани кои се предвидени, кон крајот на оваа година ќе одржиме една 4-дневна конференција со, предпоставувам, голема бројка учеснички и учесници кои ќе доаѓаат од сите различни сектори на општеството и на политиката, кои ќе говорат за тоа докаде сме со европските перспективи. Цивил е организација која се обидува да учествува, меѓутоа и да ги сетира трендовите, а во таа смисла изборните процеси, изборните реформи за нас се исклучително важни, бидејќи секоја реформа, секој напредок во демократијата почнува и завршува со изборните процеси. Сведоци сме на низа чекори кои беа преземени во оваа насока, но за тоа би сакал да ја замолам модераторката да ми даде прилика да зборувам и како учесник на оваа уважена конференција, а што се однесува до проектот кој го представувам накратко, со само неколку поенти, можам да кажам дека во него се обединети 39 различни линии на активности, во кои се предвидува учество на над 4000 граѓанки и граѓани, вклучително и овие дами и господа денеска што сте овде, а се разбира и голема медиумска продукција. Над 22.000 прилози ќе бидат продуцирани на крајот на оваа година, кога ќе ги изброиме сите, кои сите без исклучок ќе се однесуваат на оние работи кои ги работи самиот Цивил како организација за човекови права и слободи. Оваа брошура, се разбира, е само еден мал дел од тоа што го продуцира Цивил, мал дел заради тоа што ние со години наназад се трудиме да печатиме што е можно помалку
и се разбира тоа што го печатиме на рециклирана хартија. Оваа брошура можете да ја најдете и онлайн веќе во текот на денешниот или утрешниот ден, и е на македонски, албански и на ромски јазик. Ние како организација се залагаме за застапување на што е можно повеќе јазици кои се говорат во Северна Македонија. Се надевам дека ќе имаме добра, се разбира што е можно пократка агенда, односно конференција во која ќе кажеме многу за помалку време, за да бидеме што е можно поефективни. Благодарам многу за честа. Благодарам, Џабир. А токму една од компонентите, од многуте компоненти на овој проект се локалните избори, следење, известување, придонес кон реформите во изборниот систем, со кои што всушност ја и отвараме денешнава тема. Значи, денеска ќе зборуваме за измени во изборниот законник, конструктивноста на политичките чинители во постигнување договор кој што би бил прифатлив за сите. Можеме да зборуваме доколку имаме време и за изборни реформи кои што се во контекст на промени во изборниот модел, кои се досегашните постигнувања, кои се очекувањата и препораките, но и предизвиците во контекст на локалните избори како најблизок изборен процес кој што не очекува оваа година. На моје огромно задоволство денеска со нас како говорници се присутни министерот за правда Бојан Маричич, пратеникот и представникот на Алијанса за албанците Халет Снопче, пратеникот и представникот на ДУИ господинот Арбер Адими, како и представниците на Државната изборна комисија, подпредседателката Дитмире Шеху, која што ќе биде денешен наш говорник, меѓутоа присутни се и членовите на комисијата Борис Кондарко и Бобан Стојановски. Благодарам се и за вашето присуство. Јас најпрви со оваа отворена тема би започнала со министерот Маричич, па повелете. Благодарам, Милјана, благодарам, Џабир. Почитувани пратеници, почитувани представници на Државната изборна комисија, почитувани представници на медиумите. Ми представува особена чест и задоволство. Денеска имам 4 обраќања, ова е првото. Сите се на различни теми, така што ќе се обидам да бидам што пократок и појасен. Ова ми е навистина многу драга тема, затоа што мислам дека е екстремно важна и драго ми е што има настани по оваа тема и да можеме да поразговараме јавно, меѓутоа секако паралелно или прединституционалниот диалог и во собранието и во владата. Изборите се секогаш вечна тема кај нас, особено во изборни години. Ние направивме напори токму оваа година во очи на локалните избори да направиме еден нов бран на имплементација на препораките и очекувањата од ОПСЕ ОДИХР, но и се што може да го подобри изборниот процес во Република Северна Македонија, изборниот процес да го направи поблизок до граѓаните, подемократичен, поотворен, а се со цел да ги мотивираме граѓаните повеќе да партиципираат во демократијата и да земат активно учество во изборниот процес. И како граѓани, и како активисти, и како гласачи, се разбира, но и секако како кандидати. Нашата намера како Министерство за правда и како влада е да негуваме еден институционален диалог. Во таа смисла, во рамките на Министерството за правда, веќе подолго време функционира работна група за измените и дополнувањата на изборниот законник. И оваа година веќе направивме една измена на изборниот законник, поврзана со системот за верификација на идентитетот на гласачите со отпечаток од прст. Мислам дека тоа беше еден процес во кој што интензивно и отворено се дискутира и техничките можности, меѓутоа и останатите импликации на институционални импликации и политички импликации од овој процес. На наше задоволство едногласно во собранието, со поддршка од 4 најголеми партии кои што впрочем имаат представници во Државната изборна комисија, беше изгласана измената на изборниот законник, со кој што се овозможи системот за отпечаток од прст да се препознае како новитет на овие локални избори. За прв пат тоа ќе се случи кај нас. Тоа е голема одговорност за Државната изборна комисија и во таа смисла можам само да им честитам, бидејќи навистина промптно
се ангажира за спроведување на овој процес. Очекувам така да бидат поставени и со дополнителните измени кои што ги очекуваме овој месец и со целиот изборен процес. Процесот на отпечаток од прст или воведување на овој систем не е ниту едноставен, не е ниту ефтин процес. Во таа смисла владата и со ребалансот возможи дополнителни средства и се надеваме дека во најскор можен рок ќе биде спроведена постапката и за набавката на опремата, за нејзино инсталирање, но и за обука на избирачките одбори, сите учесници во изборниот процес и секако и на граѓаните, за да можат правилно, законски и исправно да учествуваат и да се спроведе оваа мерка. Во таа смисла, значи, ова е далеко од само технолошки процес, ќе треба и многу голем ангажман во делот на едукација и на граѓаните и на сите лица кои што учествуваат во спроведување на изборниот процес, и тука очекуваме голем ангажман на Државната изборна комисија, на медиумите, секако на сите институции. Втора фаза, односно втор дел од измените во изборниот законник се однесуваат на имплементација на препораките на ОПСИ и ОДИХР. Во работната група во Министерството за правда, во која што учествуваат и експерти и луѓе од праксата и представници на меѓународните организации заинтересирани за изборниот процес, представници на Државната изборна комисија, но и на политичките партии, дојдовме до една листа на предлог мерки кои што би значеле целосна или делумна, во најголем дел, имплементација на препораките на ОПСИ и ОДИХР. Потоа тој текст беше разгледуван и помеѓу политичките партии. Имаме определени решенија, мислам дека можеме за скоро време да го видиме тој закон во парламентот. Јас очекувам во наредните 2 недели да се најде во парламентот, да се дискутира и да се изгласа. Ќе останеме на добрата практика да изборниот законник се менува со консенсус. Тоа значи дека затоа и сме отворени и за дискусија и за комуникација со сите политички партии, особено со 4 кои што имаат представници во Државната изборна комисија, со цел да дискусијата и усвојувањето во собранието биде побрзо, поедноставно, но сепак важно за граѓаните и суштинско кога ќе се дискутира за тие теми. Дел од тие препораки се однесуваат и на појасно или подобро дефинирање на процесот на кандидирање на кандидатите, што е особено важно за локалните избори, бидејќи таму и најмногу има и кандидатури, меѓутоа најмногу има и можности за кандидатури на независни листи, на лица поединци кои што би сакале да учествуваат во изборниот процес. Локалните избори секогаш даваат повеќе можности од било кој друг изборен процес, затоа е тоа многу важно. Исто така овозможување на што поголем број на граѓани, дури и лица со некој вид на попреченост, да може да учествуваат, тоа што до сега не било возможно, подобрување на самиот процес или постапка пред Државната изборна комисија и зајакнување на системот на известување и на финансиско известување и на известување во однос на изборниот процес од страна на политичките партии и Државната изборна комисија. Поголемо учество и на Државната комисија за спречување на корупцијата, поголемо учество и на Државниот завод за ревизија. Со еден збор ќе се обидеме да направиме еден потранспарентен, поодговорен и зајакнат изборен процес во кој што сите ќе имаат доверба, што е од суштинско значење. Останува отворено прашањето и процесот за измени во изборниот модел. Тоа е секогаш најтешко прашање, затоа што се работи за политички интереси, политички прашања за кои што секогаш е потребно повеќе време и за што секогаш е потребно повеќе дискусија за да дојдеме до некое решение. Знаеме дека кај нас во Република Северна Македонија никогаш измените на изборниот модел не оделе наеднаш или на брзина, и според мене тоа е и добро. Ниту пак оделе наспротив волјата на некој од 4 големи политички партии, што исто така е добро. Различното е тоа што овој пат навистина овозможивме или отворивме еден широк диалог со сите политички партии и со оние кои што се во нова, да речам, големата четворка, туку партиите кои што имаат и еден и двајца представници во собранието да може да окажат своето мислење.
Клучните дискусии беа околу отворените кандидатски листи за советници и околу начинот на избор на градоначалниците. Се уште не можам да кажам дека имаме решение, но можам да кажам дека како и да се заврши овој циклус на разговори, ние мислам дека е добро да се донесат измените на изборниот законник поврзани со препораките на ОПСО-ДХР и да не се врзуваат со политичките прашања, бидејќи за тие навистина може да треба повеќе време и повеќе простор за дискусија. Затоа очекувам тој диалог да продолжи и да се интензивира и по евентуални измени на изборниот законник скорешни поврзани со препораките на ОПСО-ДХР и очекувам тој диалог да продолжи и понатаму во креирање на еден нов изборен законник кој што ќе ги внесе сите научени лекции од сегашните изборни процеси, сите стекнати прашања и права кои што сме ги утврдиле до сега, но исто така и кој ќе внесе евентуални новитети во изборниот модел. Меѓутоа добро е да го правиме тоа и таа дискусија да тече без притисокот каков бил изборен процес, за да дојдеме до најдобрите решенија. Знаеме, јасно е дека и во однос на една изборна единица за парламентарните избори, и во однос на овие прашања што ги споменав за локалните избори, партиите имаат во одредени делови многу слични ставови, многу блиски мислења, меѓутоа во определени делови многу спротивставени и далечни позиции, така што ќе треба навистина време и можност со компаративни искуства, со враќање назад на нашите искуства, бидејќи неколку пати сме имале измена на изборниот модел, да дојдеме до најсоодветното решение. Она што нам ни се допаѓа како влада и како Министерство за правда е што има конструктивен пристап од сите политички партии во потрага по решенија и токму затоа очекувам изборите да бидат тема со помалку тензија, а повеќе разговори, за да дојдеме до изборен законник кој што е најидеален во овој момент и во наши услови. Затоа што само така ќе имаме изборен процес кој што никој нема да го доведува во прашање, изборни резултати на кои што сите ќе ги прифатат и ќе честитаат и доверба од страна на граѓаните дека навистина вреди да се учествува во демократијата и да се даде придонес во изборниот процес и како граѓанин и како кандидат и како наблюдувач и како било каков вид на учесник. Ви благодарам и се надевам дека ова ќе биде само една од серијалот на дискусии кои што можеме на кои што ќе имаме можност да ги соочиме и аргументите и по-детално да ги изнесеме нашите позиции, а Министерството за правда стои на располагање за медиација, да речам за модерирање на овој процес и за формулирање на потенцијални или реални законски решенија, варијанти и опции со кои што ќе направиме добар изборен законник. Благодарам. Ви благодарам и јас. Се надеваме дека за 2 недели навистина претениците во собранието ќе бидат согласни и едногласни во однос на измените кои што треба да се донесат во изборниот законник и дека овие конструктивни диалози што се водат со посредство на Министерството за правда со нив ќе извлечеме некои поуки и лекции кои што во некоја догледна иднина за некој нов изборен процес кој што не очекува ќе може да доведе и до сосема нов изборен законник, бидејќи како што рековте имаме неколку измени, всушност имаме повеќе од 35 измени во изборниот законник и мислам дека еве јас од позиција на некој што работи на изборен мониторинг како граѓанин пред себе, потоа како член на Цивил, сметам дека веќе е доста и треба да ставиме крај. Со оглед на тоа дека господинот Марикиќ во повеќе наврати ја повика на одговорност, упати и укажа на одговорноста која што има државната изборна комисија во целиот процес на изборите, пред се како надлежна институција за нивно спроведување. Јас би сакала да продолжиме со подпредседателката на ДИК, господја Дитмире Шеху. Можеме да прокоментираме дали ќе постигнеме и како ќе го постигнеме за овие локални избори, тоест колку ќе биде успешен веќе изгласаниот систем за верификација на гласачите со отпечаток на прст. Колку вие сте задоволни со оглед на тоа дека бевте учесници во работната група со посредство на Министерството за правда и директно учествувавте во измените на изборниот законник и што
очекува ДИК за локалните избори. Еве можеме да зборуваме и за како течат подготовките на општинските изборни комисии со оглед дека се ново формирани и се формирани пред време со донесување нели на некои измени во деловникот на работата. Повелете. Ви благодарам, пред се благодарам за поканава, значи почитувани присутни. Државната изборна комисија, значи една е од институциите која организира и спроведува избори. Значи, да кажеме од почеток, демократски и законски избори. Јас, ко подпредседател на Државната изборна комисија, сум уште во 2018 година со почеток мандат од 6 месеци, па продолжен до 2 години, па продолжен уште 6 месеци и сега мандатот ни е 2 години според актуалниот изборен законник. Малце ќе навратам јас пред да одговорам на вашите прашања до работата на Државната изборна комисија до сега, како организатор и спроведувач на избори. Прво почнавме со референдум, значи председателски избори и предвремени парламентарни избори, значи кои беа организирани за време на пандемија, кога цел свет се мислеше дали да организираат избори во време на пандемија и како ќе биде исходот на тие избори. Каква беше работата на Државната изборна комисија, не е во мој домен да се фалам, значи во овој период, значи тука ни се препораките на ОПСЕ од ДИГР, значи од Европската комисија и од сите невладени внатрешни и надворешни меѓународни организации, кои повеќето, или можам да кажам, се минимални забелешки што се однесува во делот на работата на Државната изборна комисија. Повеќето од забелешките се однесува системски на изборниот законник. Прва, што за жал, значи уште ќе потенцирам, пак истата забелешка ќе имаме и во наредните забелешки или препораки на ОПСЕ од ДИГР, не стигнавме на време да го смениме изборниот законник најмалце 6 месеци пред одржување на избориве што ни следат сега локалните избори. Се надевам дека нема да биде како претходниот пат, значи сабота се измени изборниот законник, а недела беа распишани избориве со некои задолженија и значи обврски што му се дава на Државната изборна комисија, кои можда и не се во наш домен, но ако некој друг не ги сработува, спаѓаат во товар на Државната изборна комисија. Една од нив беше, значи сабота се измени изборниот законник, недела Државната изборна комисија требаше да утврди одлука за најниска и просечна цена на сите медиуми во последните изборни циклуси. Замислете, сабота се изменува изборниот законник, а ние во недела треба да ја носиме таа одлука, да ја донесеме. Замислете во каква ситуација беше Државната изборна комисија, но некако излеговме на крај. Значи со сите тие предизвици што ни престоја и на крај добивме извештај, како што кажав, од Европската комисија, од ОПСЕ, ОДИР и од сите невладени организации дека изборите беа организирани законски, транспарентни и на време, значи беа реализирани сите обврски што ни беа предвидени во изборниот законник. Што се однесува до како дел од групата кои сме ко институција, значи Државната изборна комисија и дели од изборната група за измени на изборниот законник, што предводник е Министерството за правда, значи ние сме тука во делот на техничкиот и законскиот дел. Нашите препораки што се однесува во тој дел, можам, значи, сега во овој дел да го фалам Министерството за правда, ни беа, значи, прифатени. Една од нив беше, значи, во делот на пандемија, што кажавме, на ниту еден граѓанин не му беше оневозможено правото на глас, значи, заедно со тогашната техничка влада, со уредба се носеше уредба на владата, кај не им го зедовме правото на глас, туку организиравме во петок, значи, не беше понеделник, беше тогаш дека изборите беа во среда, ден пред да гласат болните и немоćните, ние организиравме, значи, гласање за лицата кои беа во изолација или со позитивни на COVID-19. Истата препорака што беше ставена во уредбата, истиот начин на организирање, сега е
колку што знам ја е предвидено и во новите измени на изборниот законник. Имавме една, значи, забелешка или не забелешка, барање од наша страна, бидејќи сите другите изборни органи што се однесува на општинските изборни комисии, на избирачките одбори, мандатот им заминуваше оваа година во април. И баравме од Министерството за правда, барем бидејќи во стариот закон пишува дека по распишување на изборите Државната изборна комисија има право да избере нови други органи што се однесуваат за организирање на избориве. Тоа барање, значи, ни беше прифатено од страна на Министерството за правда, исто така изгласано од страна на пратениците. И Државната изборна комисија веќе пред 2 недели праеше случаен избор и имаме избрано, значи, општински изборни комисии. Истите веќе имаме поднесено известување до сите институции да ги известат кои се членови на општинските изборни комисии. Ова не го баравме заради тоа што ние сакавме да имаме порано општински изборни комисии, туку заради одржување на обука, бидејќи, како што спомнавте и вие, не очекува еден нов предизвик. Значи, прв пат во нашата држава што ќе се спроведуваме избори со биометриска идентификација на гласачиве. Државната изборна комисија по донесување на законот одма постапи да ја реализираме оваа постапка. Поднесовме барање до Министерството за финансии да ни овозможат средства. Веќе добивме средства од Министерството за финансии, формиравме група, гласавме план за јавни набавки и целата постапка е во тек. Значи, на 1 јули е отварањето на постапката што се однесува во делот на фингерпринтот. И постапката тече, се надевам дека ќе имаме време да ја реализираме целата постапка. Веќе не зависи само од Државната изборна комисија туку зависи од надворешен фактор. Значи, ќе видиме колку понуди, дали ќе имаме понуди што ќе достават за толку време, ќе ни ги достават целата апаратура, значи се однесува и на хардвер и на софтвер, па после тоа Државната изборна комисија ќе направи едно тестирање. Значи, имаме предвидено по склучување на договорот некаде до 200 апарати, или како да ги наречам, да ни достават за да почнеме со тестирање на избирачките одбори и општинските изборни комисии, па после тоа да се достави целата опрема што ни треба за реализирање на ваков начин на гласање. Освен тоа, тука, значи, по прашање не е само Државната изборна комисија, тука е и Министерството за внатрешни работи. Значи, како што знаете, ние отпечатокот од прст треба да го добиваме од страна на Министерството за внатрешни работи. Тие досега не ги доставува избирачкиот список што се однесува до сите граѓани и слики. Овој пат, значи, треба да ни достават и отпечаток од прст. Како ќе биде, значи, квалитетот на отпечатокот од прст, значи, тука немаме ниту ние гаранција, ниту тие нема некакво вид на гаранција. Ќе се потрудиме, значи, максимумот што се однесува од наша страна, да направиме све да биде како што треба, како што сме работеле досега, така ќе продолжиме и понатаму, за да немаме на крајот забелешки што се однесува до работата на Државната изборна комисија. Се извинувам, што се однесува до отпечатокот на прст, дали постои и се размислува алтернативно решение, дали на стариот начин ќе се гласа, доколку еве да речеме некаде потврли или не се постигне да се набават доволно апарати за сите избирачки места? Значи, во изборниот законник е предвидено, значи ние имаме предвидено во тендерската документација негде 4000 апаратчиња, бидејќи 3480 се избирачки места, да имаме 500 апарати резерва за секој случај, да немаме некакви, пак се работи за технологија, не е нешто што е во наши раце. Но во изборниот законник е предвидено, значи, во два моменти, ако гласачот оди во избирачкото место и тука не го препознава идентификација, не може идентификација да направи апаратчето, тогаш ќе оди внесување преку матичниот број на самиот апарат. И во случај сега да не работи апаратчето, но да утврдат општинската изборна комисија заедно со избирачкиот одбор да состават записник дека навистина не работи апаратот за идентификација на гласачот, тогаш ќе не известат нас ко Државна изборна комисија. Ако имаме ние, значи, апарати слободни,
на истото избирачко место, додека да се испрати апарат, се знае дека нашата територија е голема, не може значи гласач да оди на избирачкото место и да чека додека Државната изборна комисија од Скопје испрати некој апарат во некој село далеко кај се наоѓа избирачкото место. Во тој случај значи на гласачот ќе му се дозволи да гласа и тој ќе стави отпечаток на прст на избирачкиот список. Значи и ќе му се дозволи да гласа. Овие се три алтернативи што се предвидени во изборниот законник моментално. За понатаму, значи како ќе течат работите, така ќе бидете известени и вие, и јавноста, а и самите пратеници и самата влада. Ви благодарам многу. Дали можеме да заклучиме дека Државната изборна комисија во овој момент е задоволна со измените кои што се направија во изборниот законник, а за кои нели допрва ќе видиме како ќе резултираат во собранието? Значи Државната изборна комисија Со оглед дека вие треба да го спроведете. Значи Државната изборна комисија ви кажав од почеток е задоволна и ќе беше позадоволна ако навреме беа направени измените, а не значи се кажува 2 недели, 3 недели, но не знаеме кога ќе бидат измени и ќе бидеме задоволни ако останат измените кои беа значи разговарани во работната група, дека на крајот секогаш во работната група се разговара за нешто друго, во Државната изборна комисија стигнуваат сосема поинакви решенија. Ви кажувам, една од решението беше кога требаше да вршиме исплата на медиумиве, значи работава се врши комплетно за друг субјект, се врши за политичката партија, парите се на Министерството финансии, Државната изборна комисија ко трета страна само треба да врши исплата и да верува во нешто што не е нејзина надлежност, што беше надлежност ниту дејност да утврдиме цена за медиумиве. Затоа ви кажувам, но нешто што не може да постигнат политичките партии или сега да не критикуваме владава, секогаш се оставите ДИК ќе најде начин како да ги реализира тие работи и сега и во работната група, мислам и ревизориве, бара Државна завод за ревизија бара да остане исплатата од страна на Државната изборна комисија, бидејќи сега можат подобро да прават контрола и на политичките партии, но и на ревизија на Државната изборна комисија и ни остана нешто плюс надвор од нашата дејност. Затоа ви кажувам, че бевме премногу задоволни, па и задоволни ќе бидеме ако навистина остане на тоа што е договорено на работната група. Ако нешто имаме сосема друго кога ќе се усвојат измениве, тука не можам ништо да кажам. Уште од сега. Така, кога зборуваме за измени во изборниот законник и начинот на кој тие се прават и кој ги спроведува, секој што поставува прашањата, ова го наметнувам за да отворам темата и со нашиве присутни представници на политичките партии, во чиј интерес се прават тие измени? Дали во интерес да се улесни работата на Државната изборна комисија, дали во интерес на политичките партии или пак сепак се мисли првенствено на гласачкото тело, односно на оние најбитните, тоа се граѓаните. Што мислите вие? Сега ова прашање ќе го оставам да го одговорат пратенициве, бидејќи тие ќе ги освојат измениве, значи ние можам да одговорам на технички и професионални прашања што се однесува до работата на ДИК. А другиот дел, значи пак усвојувањето на изборниот законник, значи е од страна на пратениците. Ние не сме законодавен орган, значи ние само ги извршуваме, нашата работа ја извршуваме врз основа на законот што ќе ни биде доставен. Ви благодарам многу. Со ова прашање, господин Снопче, господин Адеми, кој прв ќе почна? Ајде. Благодарам за поканата. Министерот сигурно имаше должности си замина. Го поздравам и мојот колега Арбер Адеми, ја поздравам подпредседателката и другите членови на ДИК, господинот Дерала. Да ви кажам право, ја не подготвив говор, пошто мислев дека ќе имаме неформална дискусија, меѓутоа сум зел податоци, значи не сум дошол без податоци, па да знаев дека ќе имаме ваков пристап, ќе подготвев говор да бидеме поефикасни, се разбира, меѓутоа нема врска. Да, се надевам. Да, значи во ред подпредседателката има право, значи Државната изборна комисија треба да ги спроведе законите што ги донесува собранието. Го слушнавме и министерот значи помеѓу другото истакна тој фингерпринтот, значи што е донесен законот. Меѓутоа јас честопати кажувам и како пратеник и во собранието сум истакнал дека во Македонија ние немаме проблеми со
со донесувањето на законите. Ние немаме проблеми со законите во оваа држава. Проблемите во нашата држава е имплементацијата на законите. Сега министерот не е тука, меѓутоа кога го реферирам на една од неговите пресконференции, самиот министер Мајчич рече дека во Македонија законите не се имплементираат, за жал, како што треба. Значи, тоа не го кажувам јас, го кажува министерот, да беше тука сигурно ќе го потврдеше, пошто таа е негова изјава. Значи, и за фингерпринтот, пазете сега, законот беше донесен, требаше да се имплементира. Ние имавме предвремени избори во Пласница и во Штип, што не беше спроведен. Сега не знам ја, пошто јас сум единствен тука од представниците што не сум правник, јас сум математичар. Меѓутоа, така сум слушнал дека, значи фактички законот, ако некој ја обжали ова, значи ќе добие, значи ќе испадна дека изборите во Штип и Пласница биле нелегитимни, незаконски, не знам, можеби ќе ме демантираат. Сега кога зборуваме за изборни закони, јас не верувам, значи добро, окей, министерот спомна, значи има препораки на ОПСИ и така натаму се донесуваат, меѓутоа кај нас, значи проблемот е повеќе, значи дали ќе имаме отворени листи, дали ќе се имплементира тоа што кажа и подпредседателката со тие апаратури 4000 нешто фингерпринтот, што е битна работа, и како ќе биде поделбата, значи со изборните единици во државата. Сваќате, значи тука имаме проект контра мислења. Значи тука не сме сложни сите политички партии. Имаат партии што мислат една изборна единица, имаат партии што мислат 3, имаат партии што мислат да остане актуелниот, а нашата партија мисли дека во Македонија треба да се подели на 8 изборни единици и сега ќе покушам да објаснам зошто е тоа наше мислење. Значи ова е битна работа, пошто за локални се избираат градоначалници и така натаму, тие препораки на ОПСЕ ќе се применат, ние ќе ги донесеме тие закони, никој не може да биде против тие препораки. Тие закони ќе се донесат, како што рече подпредседателката, државната изборна комисија мора да ги имплементира, меѓутоа дали ќе ги имплементираме и дали ќе се имплементираат, тоа не знаеме. Јас, значи ќе се навратам малку во историјатот, ќе ми дозволите, ако го надминам времето ќе ме допреш, пошто имам некои податоци, пошто знаете што, ако тргнуваме наназад од историјата, ние секогаш епистемиолошки сме наклонети да веруваме дека ќе се повтори историјата. Сега треба да веруваме обратно, дека нема да се повтори историјата. Знаете што? Значи, првиот изборен модел 90-та година со 120 мнозински модел пратеници имаше, јас сум бил многу млад, и Дитмира била многу млада, и Арбер бил многу млад тогаш. Не знаеме, значи сме били ученици сигурно. Во тоа, јас студент сигурно, малку постар сум од да, значи во тоа време јас сум прочитал, значи историја малку, значи се е извршен класичен геримандер се вели, еден збор што се кроени така што да бидат наклонети кон една политичка партија или една политичка припадност. Значи ова е нивно мислење, сигурно знаете, Дерела сигурно знае. Вие сте, Дерела сигурно знае. И Кондарко мислам знае ова работа. Да, знаеме. Значи тоа е фактички оценка. Геримандер сум слушнал, значи заради таква наклонетост. Тоа продолжи до 1994 година. Во трите парламентарни избори имавме пропорционален модел, не пропорционален, мешан. 85 пратеника се избира со мнозински, 35 со пропорционален. Тек 2002, мислам, е донесен законот каде што имаме пропорционален модел според сегашниот модел со 6 изборни единици, Македонија е поделена така што, и во тоа време, значи, се дозволило 3% разлика да има помеѓу една и другата изборна единица. Во тоа време, значи, разликата била максимално 6300. Значи во тоа време, значи тие што го кроеле законот го запазеле ова работа. Ја запазеле ова работа, значи максимум било 6300 гласа разлика. Меѓу шеста, како најголема изборна единица со најголем број на гласачи, и не знам која, нема врска. Имам тука, значи сум извадил некои податоци, да не губам време сега да ги видам, нешто ќе ги гледам сигурно. Сега што е работата? Дека ова не е во ред и ние дека ги прекашуваме и законите што ги усвојуваме е со текот на времето, ако одиме се навраќаме малку во историјатот. Еве сега ќе покажам, ќе ви напоменам. Значи, во 2006 да речеме, првиот и последен пат е зголемен бројот на гласачи во Република Македонија и тоа за една огромна бројка. Пазете, 77.153 гласачи повише има. Тоа е огромна бројка. После 2006 немаме таков феномен. Така? Тоа е прво. Еве, да речеме, зошто нема врска една и повеќе изборни единици, па после постојано ќе се навратам. Значи, во тоа време,
албанците освоиле, да речеме за албанците ќе кажам, зошто со една изборна единица не оти албанците губат. Значи, јас сакам да аргументирам зошто 8 е логично и научно повише, пошто кај нас науката никогаш не се зела во предвид. За жал. Кај нас, реков, дневно-политички интереси се направени, значи се кроени овие работи. Значи, албанците тогаш зеле 28 пратеници, а со една би освоиле 25. Да, по тоа време постоела разлика. И истото се случува 2008 29, со една изборна единица би имале 26. Меѓутоа 2011 албанските партии имаат 25, со една изборна единица би имале 26. 2014 албанските партии имаат 27, со една изборна единица би имале 28. 2016 имаат 20 пратеника освоиле, со една изборна единица би освоиле 27. Значи, неоти има разлика проект контра. Значи, во првите два изборни циклуса во историјата, значи, имала разлика за 2-3 пратеника помалку, меѓутоа потоа, кога сигурно се поделиле партиите на повеќе, една изборна единица има плюс по еден пратеник секогаш би освоиле повише албанските партии. Тоа е едно. Меѓутоа, 2008 имаме една спогодба во тогашната влада, на владата 2008, каде што цензусот од 3% се зголемува на 5%. Значи, мислиме дека тоа е грешка, пошто директно влијае на демократската важност на гласот. Во една држава, секој глас би требало да има исто значење, иста вредност. Сега со ова разлика, со 5%, значи има еден голем дисбаланс. Уште повеќе, што овој дисбаланс дури е прекршен. Што реков на почетокот со имплементација на законите. Дури е прекршен. Еве некои бројки повторно. Да речеме, во 2011 година, за да се зачува овој баланс, е донесен нов закон, каде што 6 изборни места, мислам се вика, така ли? Од Дебар, од 6-та се внесуваат во 5-та изборна единица, но повторно има разлика. И дури со ова, да речеме, разликата меѓу 6-та и 5-та останала 15.000 гласачи повише во 6-та изборна единица, додека разликата меѓу 6-та и 3-та е 28.000 гласови. Значи, ова е 2011 година, пазите. Иако е донесен закон, кај што 6 изборни места од Дебар се префрлуваат на 5-та изборна единица од 6-та. Пазете сега, реков ја, во 2002 максимална разлика била 6.008. Меѓутоа еве историјатот. 2006 е 23.648, 2008 е 23.144, 2011 е 27.000, 2014 е 23.648 и 2016 е 27.090. Значи, овие се огромни бројки. Значи, постоечкиот закон, без оглед дека се менуваат, се префрлуваат изборни места од една во друга изборна единица, значи, повторно има дисбаланс меѓу гласачи во различни изборни единици. Еве да речеме, во 2016 година Централна изборна комисија доставува указ до тогашниот министер за правда, како и до председателот на собранието Трајко Велјановски, со кој ја информира дека врз основа на член 4 алинеја 7 од Законот за избор на пратеници има нееднаквост. Се надминува тој цензус од 5%. Пазете. Изборна комисија во тоа време велеше дека разликата е 30.447 гласа. Пазете сега, огромна разлика постои меѓу втора и трета изборна единица, не само меѓу шеста. Видите сега, ако собереме втора и шеста, заедно со трета и четврта изборна единица, разликата е 51.024 гласачи. Значи, овие се огромни бројки. Уште еднаш, 3 пати кај нас се дешавало да некои изборни места, прво се префрли Жупа, после Пола Дебар, после не знам, значи се случувало овие работи, меѓутоа префрлање со менување на закони нонстоп. Значи, пред секоја изборен циклус ние имаме парламентарни, имаме смена на закон, што не е логично. Нема секогаш да го смениме на законот. Значи, разликата меѓу шеста и трета изборна единица била во тоа време над 10%, пазете. И тука една работа е дека 5% цензусот се зема од средната вредност и тоа нема научна логика. Пазете. Не е разлика меѓу број на гласачи од една во друга изборна единица, туку број на гласачи од максималната изборна единица со средната вредност. Значи, разликата би била многу поголема ако се прави разлика со кумулативниот број на гласачи, не со средната вредност. Значи, ова е еден проблем. Значи, ова е аргумент јак,
Зошто оваа поделба со 6 изборни единици не е во ред? И ние мислиме дека со 8 изборни единици ќе биде поред, пошто тука нема да се биде еднаков број на пратеници да имаат, пошто имаме региони. Има закон за рамномерен регионален развој. Тој закон е донесен од страна стручњаци. Значи стручњаци, геолози, географи, не знам што, статистичари, сигурно земјоделци и така натаму други експерти го донеле тој закон дека Македонија се дели на 8 региони. И сега во состојано тој на новиот закон, што ние мислиме дека треба да биде, нема да имат изброј над пратеника. Според наша една симулација, Скопскиот регион би имал, да речеме, 35, Полошкиот регион 20, и така натаму Вардарски регион, Пелагонски регион. Вкупната бројка повторно би била 120, меѓутоа нема да има потреба ние пред секој изборен циклус да сменуваме закон и да префрлиме изборни места од една во друга изборна единица. Таква потреба нема да постои со овој начин. Плюс, значи, пратениците ќе се идентификуваат со регионот, плюс нема да има изоставување на рурални средини заради регионална пристапност и така натаму и така натаму. И уште нешто, пошто ја почнав со некои бројки. Пазете сега, иако избирачкиот список се вели дека е пречистен, меѓутоа и тука ние имаме огромен број на проблеми. Видете сега, во Македонија има општини кај што бројот се уште постои општини. Според официјалните податоци на Заводот за статистика, бројот на жители е помал од бројот на гласачи. Такви општини се, еве ќе набројам: Дебарца, Маврово, Ново село, Охрид, Пласница, Ресен и така натаму. Ако се одземат од бројот на жители, бројот на ученици кои што немаат право на глас, такви општини во Република Македонија се 16 плюс. Дури бидејќи има во некои општини што нема средни училишта, таквото одземање е невозможно да направи, дури претпоставка е дека бројот на такви општини уште поголем. Над 16. Значи пазете, според Државниот завод за статистика во 2016 година Македонија има 2.073.702 жители. Избирачи 1.814.644. Деца од 0 до 5 години 117.312. Основно училиште, ученици во основно училишта 192.715. Ученици во средни училишта 76.394. Значи, вкупно деца ученици 386.427. Вкупно избирачи плюс деца ученици има 2.201.065. Значи, разликата е 127.363. Значи, овие податоци се од Државен завод за статистика. Не годинава, 2016. Господин Снупчев, може да резимираме за значи да резимираме, извинite, може должев малку. Како значи, што рековте, Алијанса за албанците се залага за 8 изборни единици. За фингерпринт обавезно се примени, пошто не може сега да се законот донесе да се примени. На... Значи да се бара начин да се интензивира. Знам дека проблемите што го спомна председателот, дека окей, јас знам дека постојат такви проблеми, меѓутоа државата мора да инсистира, тоа мора да се примени. Ние залагаме за отворени листи. Не само за локални избори, пошто имаат некои предложи да експериментираме за локални избори, за парламентарни не. Не. Отворени листи треба да има и за локални, и за парламентарни, тоа треба да биде дел од законот. Не е посебен закон за да донесеме сега за локални, пошто има еден предлог во собранието што стои, значи некои мали политички партии, ево тек, Арбер сигурно знае исто така, значи во процедура е отворена таа точка на дневен ред. Не само за локални, тоа треба да биде општо и за парламентарни, пошто сметаме дека ќе дојде до израз квалитетот на пратениците. Лидерите нема да имаат таа автономија да изберат кого сакаат, пошто мора да дојде и демократскиот капацитет, квалитетот на пратениците и граѓаните ќе имаат демократска можност да изберат. Меѓутоа и фактички не секој ќе има храброст да кандидира. Какви се прогнозите? Значи да се заскриет зад лидерот. Значи тоа е тоа. Какви се прогнозите на Алијанса за албанците за овие локални избори, кои се нејзините очекувања и уште еднаш ќе се вратам на прашањето, кога Алијанса за албанците работи на своите изборни политики, програми и така натаму, дали тие ги прави пред се во интерес на граѓаните или ги прави во нечи други интерес? Па ние мислам дека прашања се. Да, ние мислам дека сме докажале со досегашниот пристап, досегашната наша работа, дека се залагаме во интерес на граѓаните. Тоа историски може повторно да се навратиме.
Вие знаете дека и кога бевме многу послаба политичка партија со само 2-3 пратеника, значи после останавме со само двајца, со 3 пратеника, ние знаеме дека ние бланко ги дадовме нашите гласови за да се смени правничниот режим. Тоа знае и господинот Заев, ги знаат сите. Не поставивме никаков услов, се сеќавате. Значи, целта беше режимот да се смени, да дојде до нова власт. Очекувањата беа големи, сега не зборуваме дали се исполни тие очекувања или не. Се разбира, ние имаме многу забелешки, приметби, критики, исто така и кон сегашната власт. Ние сме истакнали нееднаш дека значи, груевизмот сега се заменува со заевизмот, нашето мислење. Меѓутоа, тоа е тоа, значи тоа беше една работа. За референдумот знаете каков беше нашиот став, за преспанскиот договор се знае како беше нашиот став. Значи сите тие наши чекори каде што дадовме потполна подршка и за преспанскиот договор, за нашето членство во НАТО. Ние дури и за време на претседателските избори, каде што имаме свој кандидат во втор круг, секој очекуваше дека ќе ги бойкотираме. Сета македонска јавност знае дека ние не ги бойкотиравме тие претседателски избори. Дури наши членови излегоа и гласаа. Фактички тој еден придонес, да решиме, значи фактички не правевме проблем за исполнување на цензусот. Нели е така? Значи тоа е тоа, и сега со 12 пратеника нормално, може би повише ни се слуша гласот, што ние сме опозиција, како ке сме опозиција, ние сме коректори на власта и се разбира нашата должност е да критикуваме. Нашата должност е да ги напоменеме тие забелешки и така натаму. Очекувањата за локални избори се разбира дека после парламентарните избори, иако не ни се остварија тие очекувања, без оглед на причините, сега да не отвориме друга тема, не ми е целта да отворам само кратко ве молам. Значи очекуваме да овие локални избори ние освен тие 3 општини кај што имаме градоначалници да добиеме минимум уште 3-4 други општини и во тој случај апсолутно ќе покажеме кон јавноста дека сме сериозна политичка партија и кој што претендира да биде сериозна членка на идната власт. Ви благодарам многу, господине. Јас би се извинувам, би завршила и со господинот Адими, па потоа ќе се надоврземе и ќе се вратиме на темите. Реплика во ред, повелете појаснување ако е. Со граѓани сме ние се разбираме. Значи како што кажа пратеникот Халил, тој е математичар, јас сум правник. И ќе се навратам прво до делот на организирање на избориве за Пласница и за Штип. Да. Зошто не беа организирани со идентификација на гласачи со отпечаток од прст? Ко прво, значи, одговорот е дека тој член беше неприменлив. Затоа кажав дека сите закони пред да се донесат треба да се размислат и начинот на како што се донесуваат и дали може да се имплементираат во нашата држава. Ја нема да кажам дека е преведен, но сите знаеме дека е преведен од друга држава, кај имаат биометриски лични карти, што ние немаме биометриска лична карта, и значи со таков член во законот ние не можевме да го спроведеме дека нашите лични карти не се биометриски и не можат кодот да го идентификува гласачот. Второ, отпечатокот прст, значи кажав од самиот почеток, ние требаше да го добиеме од Министерството за внатрешни работи. Во законот нигде не пишува, во претходниот закон, затоа мораше да се интервенира овој пат и да имаме, значи, гласање со идентификација на гласачи со идентификација на гласачи со отпечаток од прст. И, значи, затоа ви кажувам, освен тоа, беше ставан и членот 108. Значи, е додадено само членот 108а, во членот 108 се пишува сегашниот начин на идентификација на гласачите. Тогаш, која беше целта, ако ние ко Државна изборна комисија прво стававме, значи, идентификација на гласачот со спреј UV лампа, му даваме гласачко ливче, па после го носиме да се идентификува во апаратчето за идентификација. Затоа ви кажувам, сите закони треба да се донесат на време, а не 5 минути пред распишување на избориве, затоа беше неприменлив законот, а не дека избориве се незаконски, а што се однесува до избирачкиот список, значи во избирачкиот список се сите граѓани на
Република Северна Македонија кои имаат 18 години, значи имаат државјанство и кои се деловно способни. Не се жители и затоа бројката е така. Државната изборна комисија 4 пати годишно прави ажурирање на избирачкиот список со податоци кои ги добива од Министерството за внатрешни работи, од судовиве и од управата за матични книги, ако не се лажам, се вика така. Жители повише треба да бидат или помалку? Што вие сте дека за сега не се жители. Сега жители повише треба да бидат или помалку? Значи се тука во значи тука не. Помалце може дека тие си живеат, значи може да си живеат надвор од нашата држава, а се државјани на нашата држава. Затоа ви кажувам, тоа адресата на живење, значи тие се државјани, и адресата на живење име во нашата држава, и затоа сите се, значи, државјани на оваа. Различно е државјани и гласачи. Затоа ви кажувам. Различни правни категории, различни услови треба да исполнуваат. Значи, во избирачкиот список ви кажав кои се значи гласачи што имаат, значи, 18 години, се државјани на Република Северна Македонија и имаат деловна способност. И значи ко второ ви кажав, Државната изборна комисија 4 пати годишно прави ажурирање на избирачкиот список. Исто така да ве известам дека од претходниот период кога правивме, значи, ажурирање на избирачкиот список, во Државната изборна комисија има изготвено и видео материјал каде ги повикува сите граѓани, значи да се прегледуваат во избирачкиот список, дали сакаат да прават дополнување на податоците, измени на избирачкиот список, а исто така во нашата веб страница, во делот на избирачкиот список, секој може, значи има 3 начини да се гледа во избирачкиот список, според матичниот број, според име, презиме и според избирачкото место. Значи сите граѓани, а и вие можете слободно, значи на нашата веб страница да се гледате дали некој е запишан во ваша адреса, да се обратите до ДИК или до Министерството за внатрешни работи. Значи Државната изборна комисија не води управна постапка да брише избирачи без што ги има доставено Министерството за внатрешни работи. Значи тие податоци ние ги добиваме од Министерството за внатрешни работи. За сите понатамошни значи што имате прашање, можете слободно и до нас да се обратите. Ние заедно вашето барање ќе го препратиме до Министерството за внатрешни работи. Тие таму ќе утврдат, значи се работи за управна постапка, не може тек така да му се одземе правото на живење на некој граѓанин. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Господине Адими, повелете. Благодарам. Најпрвен ви благодарам на поканата, ви посакувам успешна работа, господине Дерала, и честитки и за проектот Европски перспективи следно ниво. Баш бев љубопитен да видам кои теми се предвидени во рамки на проектот и заклучив дека сите теми се доста значајни и за сите теми навистина ни треба суштинска дебата, инклузивен пристап, бидејќи за секоја тема, ете на пример за образовните реформи и мултикултурализмот во образованието, секако е предизвик голем за нашиот национален образовен систем, или пак за фейк ньюс, дезинформации и така натаму, кои се третираат и во нашиот национален образовен систем, навистина се значајни теми и мислам дека само со суштинска дебата, со инклузивен пристап, би можеле да доаѓаме до издржани решенија. И секако денешнава тема во рамки на оваа конференција се реформите на изборниот систем, како истакна и говорниците до сега, и мојот колега Снопче, но и председателката на Државна изборна комисија и министерот Маричич, дека да имаме се уште активна работна група каде што се разгледуваат сите предлози како да доаѓаме до квалитетни законски решенја со кои би се одразило
како што треба волјата на граѓаните, бидејќи на крајот на денот секако дека треба да водиме сметка дали исто тежи изразувањето на волјата на секој граѓанин во нашата држава. Затоа е битно и прашањето за изборната географија, нели? Определување на границите, на единиците и не само тоа, на изборниот модел како целина. Ке се обидам да бидам краток денеска и секако да одговорам на евентуални прашања, но како политичка партија и како представник на ДУИ и во работната група и во преговорите за составување на новите законски решенија, секако дека имаме јасен став дека препораките на ОПСЕ и ОДИХР доследно треба да бидат инкорпорирани и преточени во законски решенија во новото ревидирање на изборниот законник. Секако дека се залагаме за отворени листи за советници и тоа, по моје мислење, би било и како тестирање, нели, на нашиот изборен модел во насока на тоа како дали би било тоа успешно решение, дали вреди да се имплементира и во парламентарните избори и така натаму, но секако дека сме против било какво условување на едно вакво решение, на пример, како што беше предложено од други политички партии, дека да, тоа би било прифатливо, ако би било прифатливо и избор на градоначалник на само еден круг, секако дека, како што реков, треба да водиме сметка за волјата на граѓаните, тоа доследно треба да се испочитува и не можеме тоа да го поврзуваме со некаков процент на излезност или изразување на волјата или гласање за една или друга политичка партија или за еден или друг кандидат за градоначалник на само еден круг на изборите. Така што од прилика овие се преговорите помеѓу политичките партии кои се одвиваат нели сега и се уште не се финализирани, бидејќи требаше да имаме финален предлог кој ќе беше во собраниска постапка за усвојување. Но што е битно? Битно е треба да имаме консензус помеѓу сите политички партии. Јас не памтам дека некогаш се усвоило изборен законник или измени и дополнување на изборен законник едностранно, само од страна на властата, но туку треба и со опозицијата и со сите политички партии да се договориме и заедно да ги усвојуваме законските решенија. Исто така, кога сме сега пред локалните избори, бидејќи тема на преговорите ни беа локалните избори и потоа и парламентарните избори, но повеќе се фокусиравме на локалните избори, треба да се одрази тоа што е договорено, тоа што беше определено и во финалната верзија на работната група. Јас тоа го очекувам и како предлог и од страна на било од владата, било и од пратениците, бидејќи ако оди преку пратениците, тоа треба да се потпишат, нели, предлозите и самиот акт од страна на би било пожелно од страна на сите политички партии кои се представувани во собранието, но сепак ќе истакнам дека е важно да имаме консензус и да се залагаме за квалитетни законски решенија, а не водејќи сметка само за партискиот интерес. И како стоиме сега, се извинувам што ме прекинувам, ќе имаме консензус? Какво е расположението меѓу политичките партии?
е под медиаторство на Министерството. Пред 2, ако не сгрешам, месеци или 3 месеци веќе некои измени и дополнувања на изборниот законник се усвоија во собранието. И тоа како предлагачи беа координаторите на политичките партии и тоа за фингерпринтот беше, нели. Јас очекувам дека ваквиот пристап треба да се следи и при секоја измена или дополнување на изборниот законник. Така што верувам дека сега би требало да имаме предлог кај што доследно ќе бидат инкорпорирани препораките на ОПСЕ и ОДИХР, ќе нема некаков отпор од било која политичка партија, бидејќи би требало да сите да се залагаме за квалитетни решенија и квалитетен изборен модел и прописи. Така што очекувам дека политичките партии нема да водат сметка само за нивниот партиски, да кажеме, интерес, туку ќе водат сметка за квалитетни законски решенија. Предпоставувам дека и ДУИ како партија ќе води сметка, нели, за квалитетни законски решенија, меѓутоа и решенија кои што се пред се во интерес на граѓаните. Вие направивте промена, нели, во целата, станавте зелена партија, ајде така како можеме да наречеме. Дали тоа ќе влезе во вашата програма за локалните избори? Дали имате доволно време да се презентирате во таа насока? Кои се вашите планови и кои се вашите очекувања за локалните избори? Зелената агенда не е само што ќе биде дел нели, во програмите на нашите кандидати за градоначалници и советници во општинските совети, туку веќе е дел и од програмата на владата. Како што знаете, веќе во постапка е ребалансот на буџетот, каде што се предвидени конкретни мерки поврзани со зелената агенда, која, нели, ја промовира ДУИ. Така што нема никаква дилема во овој правец, веќе се креират политики, се имплементираат политики и конкретни мерки поврзано со зелената агенда. Ви благодарам многу. Фала, ви благодарам. Доколку има дополнителни прашања, господине Кондарко, господине Стојановски, повелете или коментар на ова што беше кажано. Во ред, јас би сакала господинот Дерала, како представник на цивил, другарот Дерала, да ни ги представи барем накратко што се плановите на цивил во контекст на локалните избори, кои се нашите очекувања и препораки. Повели Джабир. Благодарам колешке Јордановска, другарке Јордановска. Ја би сакала, ако ми дозволите, да се држиме до планот, се разбира колку што е можно пократко. Би сакала освен тоа да ги представам активностите на цивил и да кажам неколку збора сумарно што се однесува до нашите активности како организација во доменот на препораките и во доменот на учеството на организацијата во изборните процеси до сега. Се разбира со акцент на тоа што е сега најактуелно, да не се враќаме во историјата. Пред се активностите на цивил во рамките на изборните процеси е една прилично комплексна активност и се дели на најмалку 3 области и кои ги работат 3 различни тимови кои имаат само комуникација меѓу себе, да се информираат што работат, меѓутоа и не да учествуваат во работата на другите тимови. Зошто? Заради тоа што се работи за потребата, некои работи во нашите активности бидат стриктно поделени. Пред се со тоа мислам на мониторингот на цивил. Мониторингот мора секогаш да биде крајно
добро заштитен, изолиран и сосема независен од било која друга активност што ја прави Цивил. Дали е тоа медиумска продукција во која информира за активностите на најрелевантните институции или на политичките партии и така натаму. Исто така, во третата област се работи за граѓанската едукација која се однесува на правото на глас, тоа исто така мора да биде стриктно поделено, изолирано од мониторингот. Во таа смисла Цивил продолжува со мониторингот на изборниот процес, веќе е во тек и една нова фаза засилен мониторинг, долгорочен мониторинг на изборниот процес, односно на настаните и процесите кои можат да имаат изборен контекст. Не секогаш, меѓутоа некои постапки во јавноста, во институциите може да добијат изборен контекст во одреден момент, зависно од тоа како се поставени. Затоа можам да кажам дека повеќе од 12 луѓе веќе се активно инволвирани низ целата земја и мониторираат различен аспект на изборниот процес. Меѓу другото, една наша специјалност која во изминатите години се истакна, се издвои како активност на организацијата, а тоа е нашиот мониторинг на политичкото финансирање, а со тоа и на финансирањето на кампањите. Во тие рамки би сакал да споделам и со јавноста и со моите колешки и колеги овде едно сознание на Цивил дека Државната изборна комисија наспроти многу сериозните предизвици и во смисла на динамика на носење закони, законски измени и сето тоа, успеа навистина добро да се справи со тие предизвици. Пред малку и подпредседателката спомна една ситуација од која искрено и ние бевме непријатно изненадени, меѓутоа успеа Државната изборна комисија и од тоа да излезе како, условно кажано, победник, што се вика во поглед на професионалните побарувања. Во делот на долгорочната работа на организацијата, ние исто така учествуваме колку што можеме и во изборните реформи. Меѓутоа, што се однесува до самите активности на Цивил, како дел од работната група која предводи Министерството за правда, ние успеавме не само да предложиме неколку скромно колку што можевме, нели, како организација, се надевам дека тоа беше значајно. Сепак, освен тоа, ние ги слушавме многу внимателно и сите други учесници во работната група. Тоа е дел од нашиот мониторинг, кој можеби не се гледа во јавноста, може да биде здодевен за пошироката јавност и сето тоа. Меѓутоа, за нас е многу значајно да слушнеме што ќе каже еден член на Државната изборна комисија или еден член на политичка партија или на парламентот. Значајно е за тоа што ние врз основа на тоа ги градиме понатаму нашите стратегии. Затоа е важно за нас да ги слушнеме сите инволвирани, меѓутоа што се однесува до самите препораки од ОПСЕ ОДИХР, кои толку многу често ги слушаме, од највисоките до најниските ешалони на институциите, власта, владата, партиите и така натаму. Јас би сакал да споделам една информација за која знам дека делумно сте свесни, а тоа е дека најголемите меѓународни организации всушност еден сериозен дел од своите констатации, препораки, анализи и извештаи ги заснуваат врз основа на тоа што домашните експерти го кажуваат. Тие домашни експерти најчесто можете да ги најдете и во граѓанското општество. Се разбира, политичките партии имаат многу сериозен експертски капацитет, имаат и институциите, особено по редот на нештата Државната изборна комисија има врвни експерти, меѓутоа имајте предвид дека еден многу сериозен дел од тоа што го кажуваат големите институции и организации кои се занимаваат, па нека е тоа и ОПСЕ ОДИХР, всушност се заснова на нашите сознанија, нашите извештаи, нашата комуникација со јавноста, институцијата и гласачите. Јас би сакал само во кратки црти да додадам дека освен
политичкото финансирање, предмет на нашиот мониторинг, долгорочен мониторинг е и начинот на кој се подготвуваат институциите, политичките партии и сите други учесници во изборната трка за тоа како ги почитуваат добрите изборни практики. Значи не секојаш само законот е многу важен, се разбира, најважен во сето тоа. Меѓутоа добрите изборни практики предпоставуваат и етика. Тука исто така обрнуваме внимание на тоа кој е вокабуларот, како се држат настаните, како се почитуваат нашите препораки за добри изборни практики. Понатаму се разбира медиумите, особено интернет медиумите се дел од нашиот мониторинг, многу сериозно ги наблюдуваме, особено од аспект на лажни вести, дезинформации и говор на омразата. А кога ќе кажам медиумите, интернет медиумите, тоа го подразбира и делот на социјалните мрежи. Ние на денот на гласањето веќе традиционално стана да истрчуваме на теренот со 300 мобилни наблюдувачи. Сакам да потенцирам мобилни, заради тоа што секој од нашите наблюдувачи наблюдува, односно покрива од 5 до 15 избирачки места, значи во просек 10 избирачки места, со тоа што ние ќе покриеме некаде меѓу 45 и 50% од избирачките места низ целата земја. Тие се мобилни, го наблюдуваат изборниот процес во текот на целиот ден, со тоа што во текот на изборниот ден на терен се плюс екстра екипи кои на неколку нивоа го проверуваат веродостојноста на нашите наблюдувачи, на извештаите од нашите наблюдувачи. Не оставаме без најмалку 2 нивоа на проверки, fact-checking, на секој извештај, секој збор што ќе дојде во аналитичкиот центар на Цивил. Јас би сакал само во кратки црти да додадам, да потсетам на нашите долгогодишни препораки, особено на тоа на нашиот став дека државата, кој постојано го повторуваме во речиси секое наше соопштение, дека државата има обврска да обезбеди максимални услови за искористување на правото на глас на секоја граѓанка или граѓанин. Ова сега, особено во контекст на тоа што го кажа подпредседателката на Државната изборна комисија, сметам дека треба условно да се каже, да се прошири и со тоа дека државата треба и на Државната изборна комисија да ја обезбеди максимални услови за нејзината работа. Што значи дека и ние, како граѓанско општество и политичките партии, се разбира и другите институции мораат да сватат дека Државната изборна комисија во пирамидата на важност во изборните процеси е на врвот. И најодговорна е, ама и најмногу треба да бидат обезбедени услови. Значи, не само пари и зграда, туку и да се обезбедат други услови. Во прв ред, особено ме опоменуваат за времето, во прв ред треба да се внимава на сајбер безбедноста. Видовме дека сајбер безбедноста на многу важни институции на секаде во светот, особено во изборните процеси, е нарушена, е во ризик и тоа треба да се обрне многу внимание, што значи дека и други институции треба да се вклучат во работата на зајакнување на тоа што значи работа на Државната изборна комисија. Истовремено би сакал да кажам дека Државната изборна комисија во тој дел на комуникација со јавноста има предизвици во делот од архивирање и презентирање на тие архиви. Мислам дека се уште имате дел од архивите кои, особено ако зборуваме за 2018 година, недостасуваат онлайн. Немаме податоци, барем не се комплетни онака како што беа, би препорачале да обрнете внимание на тоа. Процесот на изборните реформи во нашата земја мора да биде соодветен на капацитетите и потребите на целото општество и на институциите. Значи, вие може да кажете дека нам ни треба изборен законник, навистина ни треба, тоа е наша препорака, исто така како организација, меѓутоа
мора да знаеме дека тоа треба да се случи во долг временски период. Не може пократко, не може да се брза, мора да се тестираат работите, како што кажавте и вие, и тие 200 фингерпринт апарати треба да се тестираат некако. За после тоа, на денот на гласањето, секој граѓанин или граѓанка, и тука завршувам, да ви го разбирам погледот, кога ќе дојде денот на гласањето, секој граѓанин или граѓанка што дошол во избирачкото место мора максимално да го искористи своето право на глас. Не смее да се случи да излезе граѓанин или граѓанка со право на глас од избирачкото место без да гласа. Ама што сака нека се случи. Мора тој или таа да гласа, затоа што дошол на местото или дошла на местото на гласање. Тоа најдете вие, политичари, пратенички и пратеници, Државна изборна комисија и сето тоа, бидејќи ако нешто ние како организација го гледаме како голем проблем, најголем проблем, тоа е токму правото на глас на секој граѓанин или граѓанка, кога решил или решила да дојде да гласа, тоа и да го искористи тоа право. Се разбира, ве молам да ги прочитате, и тоа се однесува и на јавноста, и нашите препораки во бројните публикации кои ние сме ги издале, сме ги отпечатиле, меѓутоа ги има и во електронска форма на нашата медиумска платформа. Секој може да се обрати во цивил и на крај, ако смеам да кажам, слободно аплицирајте, меѓутоа побрзо, заради тоа што навистина е голем интересот за да се биде цивил, односно да се биде наблюдувач на цивил. Благодарам на трпението, извинете што ви одземав. Благодарам на разбирањето. Најпрви благодарност до министерот за правда Бојан Маричич, кој поради неодлажни обврски мораше да замине порано. Благодарност до представниците на Државната изборна комисија што денеска беа со нас и нашата говорничка госпоѓа Мира Шиху, како и до господинот Арбер Адеми и господинот Халил Снопче за вашето присуство и учество на панел дискусијата. Пред да ја затвориме, за крај само да потсетам дека сите оние кои што немаа можност да не следат онлайн содржините што ќе произлезат од овој настан, можете да ги проследите на медиумската платформа на Цивил, како и на социјалните мрежи Facebook и Twitter или пак на YouTube каналот на организацијата. Ви благодарам многу. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.